Почитувани, додека во Македонија просечната плата за само 3 месеци се намали за 0,7% под раководство на државата од СДС, кумот на генералниот секретар на влада Рашковски зема 25.000 денари на доместок за само еден ден работа. Пари кои му се исплаќаат од државната каса, од џебот на граѓаните. Државниот долг во изминатите 3 месеци вртоглаво расте благодарение на расипничкото работење на новата влада. Граѓаните не можеа да си објаснат каде испарија над 350 милиони евра од државната каса, но полека сваќаме дека овие пари се трошеле за непотизам, исплаќање на стари долгови на Заев и партиски вработувања на несоодветни партиски кадри. Со фактурата со серијски број 053/11 од 2017 година, тоа е оваа фактура, на кумот на Рашковски од државната каса се исплатени 25.000 денари. Исплата за присуство на адвокатската фирма на кумот на Драги Рашковски Костик на само една конститутивна седница на управниот одбор на Јасен ги чинела граѓаните над 10.500 денари. Ова е еклатантен пример на кражба на народни пари, бидејќи воопшто не постои причина за присуство на адвокатска канцеларија таму. Уште колку вакви фактури ќе се наплаќаат на партиски војници, роднини на функционери, револуционери и слични партиски потрчковци од државната каса, од џебот на граѓаните пред македонската економија да биде доведена во колапс. Уште колку милиони денари планира новата влада да потроши залудно за исплата на долговите на Заев. Уште колку капитални проекти ќе бидат запрени. Уште колку училишта, градинки, болници нема никогаш да се изградат, за да тој може да ги вработува своите потрчковци. 15 октомври е денот од кој што СДС се плаши. 15 октомври ќе биде денот кога граѓаните ќе ја казнат владата на СДС за нивната неспособност, партизација на институциите, расипничко трошење и селективна правда. Делегитимирањето на Заев и целата влада на СДС ќе биде на локалните избори. Во најмала рака на нивните дискутабилни политики и матни сделки ќе доведе до предвремени парламентарни избори на кои народот ќе ја врати државата на правиот пат на чело со ВМРО-ДПМН. Благодарам.